Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш, 1000 и некоја поред, токму на 17 години од основањето практично на оваа нова модерна Алфа телевизија. И му патувам отворено честитки на сите колеги, мој во Алфа сегашни и од минатото. Сметам дека секој што бил дел од оваа телевизија, вградил дел од себе во неа и има се разбира свој допринос во нејзиниот развој. Алфа телевизија, сакал некој да признае или не, се наметна на сцената во Македонија, национална телевизија со голема прифатеност од вас, почитувани гледачи. Верувам дека тоа ќе продолжи во наредните години и дека ќе си дочекаме уште многу години да прославуваме за арно и за добро. Инаку додека Алфа прославува 17 години, велам другата година ќе биде полнолетна и официјално ќе можеме да гласаме, изгледа. Се случуваат и други поважни работи во државата, се разбира. Околу растот на економијата и така натаму нема да зборуваме вечерва, бидејќи не ни е тоа опсегот, ќе зборуваме за други работи. Меѓутоа најпрво да го представам вечерашниот гостин, политиколог, безбедносен аналитичар, човек кој што се наметна исто така во јавноста со многу рационални, многу аналитични погледи на нештата и во Македонија, и во регионот, и во светот. Се разбира, мисля на господинот Милан Стефановски. Добра вечер. Добро вечер и на вас. Примете честитки за вашиот роден ден. Алфа несомнено е во јавниот дискурс медиум кој остави силен белег и кој пулсира со народот. Јас во овој контекст би кажал дека моето прво интервју пред многу години беше токму на телевизијата Алфа, така да примете честитки, продолжете со убавата и честна работа. Така, убаво што погодивме баш така. Првото интервју на Алфа и еве сега на роденденот на Алфа, така се погоди. Да почнеме од нешто што вака делува бенигно, но всушност може да биде многу интересно. Имено се прават измени некои на закони со кои што, тоа го соопшти и председателот на собранието господинот Африм Гаши, нема да може да се гради во околината на собранието на Република Македонија, што е добро, ќе биде заштитена безбедносна зона, меѓутоа тоа повлекува и некои други работи, меѓу другото и забрана за протести. Веќе дел од невладините организација се побунија, велат дека со тоа демократијата во Македонија е мртва. Јас не би се согласил, меѓутоа вака прв печаток. Дали е прифатливо да се забрани излегување на протести пред собрание? Вака, во контекст на дополнителни информации кои веројатно ќе ги пласираат од законодавниот дом, генерално нешто го успев да го погледнам е тоа дека се прави еден безбедносен периметар на законодавниот дом, бидејќи тоа е единствена институција каде што најчесто трите носители на власта, односно судската, извршната, законодавната и председателот на државата се спојуваат таму. Така да ние мора да имаме една безбедносна институција каде што ќе има своји безбедносни протоколи, правила, една безбедносна култура. Оттаму јас лично ја поздравувам таа идеја да видиме во кој законски опсек ќе биде материализирана, но не е тоа само кај нас, постојат многу држави каде што постојат практично ВИП објекти кои се од стратешко значење за државата, така да во првиот налет е да се забрани секакви градби и надоградби, бидејќи тоа е во рамките на надлежности на општината и на градот Скопје, а во втора зона е да има некаква контрола на протестите кои често беа видливи во парламентот, но и штетите кои беа предизвикани на парламентот говори дека можеби треба да има некој безбедносен периметар на граѓаните. Нема да им биде сигурно забрането да протестираат кон оние полуѓе на власта кои ја имаат извршната улога, тоа е владата на... Тоа значи дека пред влада ќе може да си дојдат луѓето и да си прават тоа што прават доколку сметат дека има потреба. Во владата постои безбедносен периметар, има ограда и соодветно обезбедена. Во собранието не е така, нема ограда физичка. Па и оние грди шипки, ако зборуваме реално, кои што стојат таму и само го наградуваат просторот,
ја вршеа таа улога условно кажано, а нема некоја многу логика во. Треба да видиме дали постоеше идејата да биде пешачка зона булеварот Димитрија Чуповски, таму е трговскиот центар, тука се културните занимести, така да веројатно не е само безбедноста на тие луѓе кои работат внатре, безбедноста би требало да биде и на граѓаните, и на луѓето кои живеат, и на туристите кои гравитираат во низ тој објект, низ таа зона на таа зона, да. Верувам дека на оваа тема уште ќе се разговара, се први впечатоци така околу да кажам. демократијата не сме членка на НАТО, по строги критериуми сме членка на НАТО во однос на демократските вредности. Сме далеку пред многу земји кои го исполнуваме условите за членка на Европската унија, од објективни, односно необјективни причини не сме тамо, така да судот за демократијата го даваат сосема други институции, надвор од овие невладини организации кои не се прославија токму пред собранието на Република Македонија. Велам, оваа тема допрва веројатно ќе се развива, ќе коментираме и ние, се разбира по потреба. Меѓутоа споменавте градската управа во спред на ова прашање, и меѓутоа морам да признам градоначалничката конкретно на град Скопје, Даниела Арсовска, немаше, да не речам со години, незината активност како градоначалник, мислам дека сите можат да ја проценат за сите овие години. За неколку месеци имаме избори на кои што таа најверојатно нема да се кандидира, даде некакво образложение зашто нема да се кандидира, иако се е возможно, нели? И мислам дека тука отприлика ќе заврши таа приказна со неа, меѓутоа мора да се признае, последните денови е исклучително активна, секој ден ја има, и тоа ја има на еден специфичен начин, се појавува по полноќ пред одредени институции, снима самата, носи со себе луѓе, тврди дека фатила огромни криминали во општина Чаир, дека таму се фатени како се вика згради кои што се направени надвор од законот, кои што немаат безбедносни сертификати, кои што се опасни и така натаму. И јас велам, моето лично мислење дека ако е така, тоа треба да се достави до надлежните институции, апсолутно да се реагира, бидејќи ако навистина е доведен во опасност животот, безбедноста на граѓаните, тогаш ние немаше да разговараме. Повторно, ако навистина се тие згради направени така како што тврди градоначалничката, тоа е кривично дело, тоа треба да се одговара. Меѓутоа специфичен е моментот. На неколку месеци пред крајот на нејзиниот мандат, градоначалничката, која што еве по мое мислење, да не речам на сите, баш и не се прослави како градоначалничка, излезе екстремно активно со активности во овие неколку дена, испраќа тешки пораки. Од една страна испраќа пораки директно навредливи кон нејзиниот колега Висар Ганију, градоначалникот на Чаир, кон министерот Исен Меджити, кон премиерот Христијан Мицкоски, кој што некако успеа да го стави во тоа друштво. Навреди кои што слободно да кажам, некои тие зборови се директни навреди. Од друга страна тврди, што исто така не треба да се отфрла априори, дека е загрозена нејза безбедноста, дека црпи закани, дека може ли да ја убијат, не дај Боже, и така натаму. Значи се создава една слика, успева да направи еден наратив градоначалничката, дека таа жестоко се бори против криминалот и поради тоа би можело да биде жртва на криминалот кој што се работува со институциите на системот. Е вака прилика да го заокружиме тоа. Вашиот став? Систематски да одговориме на повеќе тези кои вие сега ги нотиравте. Во првиот дел, нели, јас и вие можеби да имаме, нели, различно мислење во делот на политичката тежина на градоначалникот на град Скопје, но не забораваме дека пред година дена имаше парламентарни избори. На тие избори партиципираше Даниела Арсовска со својата политичка партија и граѓаните си окажа доби 2000 гласови, ако не се лажам. Тука е дека бројката. Тоа значи дека граѓаните имаат перцепција изградена за профилот на градоначалникот на град Скопје. Тоа е првиот елемент кој граѓанот вас ве легитимирали и ве делегитимира, ви дава политичка тежина или ви одзема политичката тежина. Оттаму, нели, сувишно е да коментираме за политичката тежина на Даниела Арсовска. Во втората ваша теза дека она бркали лови криминал во ред, за тоа постојат институции, постојат кривични пријави, соодветни така натаму, но и повикана е да ги достави доказите, кои што следам. Да, повикана е и предпоставувам дека ќе го следи тој институционален канал на
на комуникација и на соодветни кривични пријави, доколку ги има, тоа ќе утврди обвинителството, а не ние или Бидејќи јас можам да излезам со камера било каде и да се дерам дека знам, имам докази да не знам што, тоа супер вака, меѓутоа Да, ма тоа е за, нели, ние сме генерација кои сме раселе со Джери Спрингер шоу, реално шоу, така натаму, но така политичката видливост и тој театар нема потреба да биде толку практициран во јавност, затоа што сепак има институции, можеби по-паметно би било да поднесете кривична пријава, да видите дали институциите ќе отфрлат, ќе прифатат, па понатака да направите некоја видливост која... А вака однапред практично осудувате? Но има друго прашање и она што е на некој начин вредно за анализа, е тоа што она е концентрирана на една општина која на Чаир, да. Да, но е под контрола на политичката партија Влен, додека јас не знам дали градоначалничката беше во овие денови во општина Чаир, каде што под водство на општината Чаир е градоначалник на ДУИ, од една страна, така да ако биде принципилно треба да оди и таму и вамо и се добива впечаток дека пресметката на ДУИ со Влен оди преку Даниела Арсовска. Преку Даниела Прашањето е каква е, сега нормално ние имаме информации, се разбира, меѓутоа можеме и да шпекулираме, зошто градоначалничката во име на ДУИ се пресметува со Влен. На 3 месеци пред локални избори во кои што таа платформа, ќе речам, скоро сигурно нема да учествува. ДУИ 20 години... Барате логика во цело сето тоа. Биде, кога барате логика, може лесно да дојдете до логиката. Имено, некој заклучок. Да, значи вие политички не ви е исплатливо. На ДУИ му треба Чаир, тоа е сигурно. На Даниела не и треба ни Чаир, ни Скопје, тоа е завршено питање. питање. Она кажа дека нема да биде дел од изборите, односно не планира да има втор мандат. А вие ако мислите дека најде некој чудно оправдување, но добро. Добро, ако вие мислите дека сте успешно, зашто да не се проверите на апсолутно градоначалничката е млада, и така натаму, да. Но ова е на некој начин сомнително што она се пресметува само со еден градоначалник или со неколку градоначалници, но станува приврзок или станува на некој начин куршум во таа пресметка меѓу ДУИ и Влен и тоа е нејзин избор. Зошто е дојдено до тоа, можеме да градиме претпоставки дека можеби со нешто уценета, дека некој му врши работа, шпекулациите остануваат отворено, затоа што и поддршката на Данела во Советот е практицирана од Левица, од ДУИ, од таа структура и начинот на кој вие ако немате своја политичка иднина, го правите тоа неколку месеци пред изборите, а не предходно, и тоа во контекст на некоја пресметка меѓу ДУИ и Влен, вие сте на некој начин маша во нечии туѓи интереси, кои пак, ете, истиот ракопис го видовме кај Теревари, така да јас отприлика тука... Ово се спојува, многу ово се спојува. Да, видите, ДУИ беше премногу моќна политичка партија. Моќните политички партии и пред да се заминат или кога се на власт, ја оставаат својата инфраструктура, својата мрежа, затоа што понатака, ако вие не бидете дел од владата, ќе морате да правите на некој начин хаос, да дестабилизирате и да ги активирате вашите, условно кажени, војници, за да го направите таа магла, тој балон од прашина, за да луѓето бидат дефокусирани од реалните успеси на владата или криминалите во опозицијата и така натаму. И уште еден момент, тука мене ми е интересен начинот на кој што го прави сето ова градоначалничката. Велам, излегување навечер, објавување видеа и така натаму, и се инсистира упорно на улогата на жртва. Постојано се повторува, јас сум жена, вие напаѓате жена, некако како да се обидува феминизам одреден вид да метне во целата приказна, да иде таа жртва во целата приказна, повторно на основа на род и пол. Знаете, таа е градоначалник на Скопје, а не е жена во случај. Жена е само затоа што така се родила. Ме разбирате? Апсолутно, и она кога се решила да биде градоначалник, тоа што сте вие по род и тоа што сте воопшто не е важно. Ние покажуваме дека сме над тоа кога изгласаме. Вие представувате институција, а не представувате род. Тоа што вие сте жена е сплетна околност. Но вие удирате на жена, вие напаѓате жена, вие се заканувате на жена, а оваа жена не ви се плаши. Тоа постојано се повторува. Па да, ама не поминува. Значи тоа
до таргетите на Женеве, ако прават некоја политичка партија, па за да може да соберете некој гласачко тело од жртви, нели, постојат, но која е политичката порака да вие испаднете на некој начин неспособни или килави и да се криете зад родот кој ви го дал Бог. Така да не ја гледам допирната точка на институцијата градоначалник на град Скопје и тоа што вие сте жена, маж. Што и да е. До скоро можеше што и да е, сега веќе не може. Сега не е, тоа е светски тренд, се редефинира таа деструкција. Така да генерално тоа е. Сега театарот е тука присутен, жртвата, еве јас сум, никој не е со мене, или институциите штитат некого или нешто, така да тоа не поминува. Пред 10 месеци 11 беа изборите, си кажа луѓето за што мислат за секого. Денеска, одоставиме на институциите, ние не порекнуваме дека можеби има криминал или можеби има закани, но барем ова влада докаже дека во низ призма на примерот на Кочани, дека безкомпромисно го сузбива криминалот без разлика од кои редови доаѓа. И од соседните редови имаше луѓе кои се сумничени за Кочани, така да тоа е абсорбирано прашање. Чисто да кажам, истрагата за пожарот во Кочани завршена е официјално, сега следува увид на одбраната во доказите и така натаму. Јас искрено се надевам дека овој процес навистина брзо ќе започне, ќе бидат експедитивно казнати сите што се виновни, за кои што ќе се докаже дека се виновни, дека нема да има милост за никого, затоа што не смееме да заборавиме 62 луѓе почина, 200 се повредени, трагедија за Македонија од епски размери, која што не е случајна затоа што ете Господ така сакал, туку затоа што еден куп луѓе не биле на висината на задачата која што имале, не само тој господин што бил сопственик на таа шупа, што ја нарекуваат дискотека, туку многу луѓе едноставно паднаа на испитот и навистина тука мора да бидеме како општество, најотворено кажувам ова, немилосрдни кон секој што е виновен и за кој што ќе се докаже дека е виновен. Ново прашање, господине Стефановски, добро е со луѓето од вашиот ков може да се разговара на повеќе теми без проблем. Македонија и Бугарија. Утре почнува она седница во Европскиот парламент на кој што ќе се зборува за Македонија. Извештувачот од Германија ќе ги достави своите предлози. Бугарите поднесоа амандмани, се разбира, нив нормално дека не им одговара да се спомнува Македонија со целиот нејзин историски контекст, со својата, ако така може да кажам, национална биографија, тие бараат во сегашно време да се зборува за македонска нација, што нели е чиста навреда ако сме реални. Ќе видиме како ќе се развива седницата, како ќе одат работите, меѓутоа тука се вметнува госпоѓата Марта Кос, специјалниот представник на Европската комисија за проширување. Така ми се нарекува, специјален представник за проширување. Да, тој е фактички министер за проширување, ако така можеме да го наречеме. Тоа е надлежноста, буквално. Господјата вели, подготвена сум да посредувам меѓу Македонија и Бугарија да се најде решение, иако Македонија мора да ги направи фамозните уставни измени, но подготвена сум да посредувам, ако се согласат, да биде еден вид олеснувач. Меѓутоа, во исто време зборува дека е крајно време да се олеснат процедурите кога е во прашање Европската Унија и процесот на проширување, односно да се олесни начинот токму за да се спречи билатералните спорови да останат една пречка која што не се поминува кога е во прашање аспирацијата на една земја да стане член. Сега, ова малку ми е од една страна се инсистира на уставните измени како да е тоа свето писмо. Не може без него. Од друга страна, крајно време е да го олесниме пристапот, да не може билатералните спорови. Билатерален спор е овој меѓу Македонија и Бугарија. Бугарија не блокира без никаква логика, барем од наша страна погледнато, затоа што не сакаме да прифатиме не бугари во уставот. Тоа е многу важно. Не бугари во уставот. Не сакаме да прифатиме нивниот наратив дека македонците се бугари. Нај да го поедноставиме, а не бугарите во уставот. Мислам дека бугарите во уставот се една формалност која што може да се реши за што се вели за еден час. Да, и за едно кафе пиење од некој си министер или премиер. Меѓутоа, кога бугарите ќе ви кажат отворено, сега направи резолуција во бугарскиот парламент, еве да потсетиме за тие што не знаат, пред 2 дена, со која што повторно инсистира дека не бугари во устав не е доволно. Вие тамо треба со протоколите, треба ова, треба она, на крајот на денот се сведува на
Признајте дека до 45 година сте биле бугари, дека македонскиот јазик е бугарски речиси, дека не знам, вашите национални херои се бугари и што ли уште не. Ова едноставно е нешто кое што дури и Заев не можеше да го голтне, па го одложуваше, а не па некој рационален политичар. Не, Заев ја гураше оваа платформа, значи ако ви текнува разговара каде да има дветретинско мнозинство. Така е, меѓутоа не успеа, сакам да кажам, да ја истера до крај, дури човекот што беше подготвен. Не, он сакаше, тука е да направиме дисинција. Дали он сакал или не? Ваша дилема беше дека не сакал или се плашал. Не, он сакаше. Ахметија кој посетил на Клан телевизија кажа дека септември месец некаде би имало завршеток, зборам пред 2 години, дека има 2/3, дека се работи Бујар Османи на двотретинско мнозинство. Они имаат желба да го стават во функција и да го променат уставот овој катастрофален преговарачки процес кој нас не стави во подредена улога. Тоа е првиот историски момент кој останува за секојаш врежан во CV-то на СДСМ, на Заев и на Филипче, пошто не нивен експонент. Но во ова тоа што вие подолго го разложивте, тоа дека добро е што Европската унија конечно сака да посредува, значи она го прифаќа проблемот. Не е она Европска унија која едностранно гледаше на тоа, на некој начин со диктат дека ова мора да биде и да помине за да вие идете понатака низ европскиот процес. Но знаете што е добро и мислам дека ВМРО ДПМН со својата еден стратешки пристап во надворешната политика, еден уметнички пристап, да наречеме тоа што ако ние го немавме тоа во нашиот таз, во нашиот ракав, немаше да излезе на површина ова со не ставањето на бугарите. Значи, фазно решавање на проблемот и нормално на крајот не е проблем дали ќе влезат и бугарите, хрватите и црногорците и така натаму. Туку тоа е идејата, односно стратегијата да излезе на површина и вистинското лице на бугарската надворешна политика и вистинската идеја на бугарската држава да го суспендира нашето право да се идентификуваме како што сакаме, Боже мили. Да. Се ако не беше овој проблем и го решеше Заев, тоа ќе поминеше, ќе се затрупеше. Ова што ВМРО ДПМН го прави пред се прво во Вашингтон, па со стратешкиот договор со Британија и така натаму, јакне геополитичката положба на државата и Европа, која сака да го пополни овој простор во суштина со геополитички процес како ше проширувањето. На крајот од денот и Бугарија така влезе 2007, суспендирана од сите можни критериуми, она влезе заради тоа што војната меѓу Русија и Грузија беше во полн ек. Така да, од таа перспектива Бугарија не губи ништо, ако тоа е вистинско бугарско општество со бугарски вредности, тоа е техника. Ние губиме се, они не губат ништо ако прифатат да направиме меѓу нас принципилен договор дека нема да има блокади, освен критериумите, дека нема да има уцени и вмешување и билатерален спор во делот на идентитет, јазик и култура, тогаш зошто Бугарија, ако е сигурна дека е европски партнер и европско општество, не и помогне на државата на Македонија да можеме да идеме чекор по чекор во Европската унија, а ние кога ќе дојде време да ги ставиме бугарите во уставот. Ако нив стратешка идеја да бугарите бидат во уставот, нивните граѓани тука, тогаш мала е цената, воопшто не ја плаќаат, ако дозволат ние тоа да го направиме што побрзо низ процесот. А ако имате друга агенда која е очигледна, тогаш вие секогаш ќе се држите до ова. Проблемот е во Брисел, кој Бугарија вака однесувајќи си работи за источни сили, а не за Европа, така да компликацијата може да се разреши тоа што ако сака КОС и европските бирократи да помогнат во овој процес со дополнување на оваа идеја да можеме да влеземе во Европската унија со друг критериум, односно да не биде со гласање на сите, туку со двотретинско мнозинство или како и да. Затоа што видите, може Бугарија нас да не блокира или не, но прашањето дали Црна Гора па ќе блокира Србија, дали Србија тоа е синџир, да. Така да Украина, проблемот со Украина и дава слика на Брисел дека мора да ги суспендира овие историски фашистички и националистички идеи на бугарската држава.
не на граѓани, на владата, која може да нанесе големи последици за Брисел, повеќе или помалце за нас, но поголема штета може Брисел да плати. Инаку, еве да кажам, сум разговарал со неколку, со повеќе бугарски граѓани, луѓе со интегритет, кои што рационално размислуваат, и тие се согласуваат во принцип со не мојата теза, туку со генералната теза дека Бугарија доколку одлучеше своевремено, наместо да не блокира, да биде вистински нашиот најголем поддржувач. Ментор. Ментор, Па како ние сме соседна помалите земја. браќа на, да. Таква услуга ги се направија на себе. Општество толку, не велам дека ќе се побугарчеше, тоа сигурно не, но толку многу ќе ја прифатеше таа подадена рака. Толку навистина ќе се зближија и народите, и ќе се соработуваше и на економско, и на какво сакате ниво, на културно, што таа ќе добиеше голем дел од своите очекувања, ќе добиеше навистина сосед по сите мерки. Зближувањето кое што оди и со сличниот јазик и со сличниот менталитет, природно ќе дојдеше добро. Тие избра најпогубната варијанта. Ќе ве блокираме, што очекуваат на блокирање, да речеме браво, аплауз да им дадеме и супер. Па нормално дека ќе се браниме, мислам тоа е на крајот крајава земете го Украина и Русија случајот. Концептот на една држава легитимно е да го шири своето влијание во соседството и во регионот преку одредени политики. Ако е вештачки наратив, а е вештачки наратив. Ако во случајов е апсолутно, да. Ако Бугарија сакала да има влијание во македонското општество и македонските граѓани да прифатат таа подадена рака на поголем, така наречен брат, бидејќи тоа нели ние сме малите браќа, што историски не е никаков аргумент, но ако сакале да имаат влијание тука би можеле да ни помогнат со овој процес и вие тоа што кажавте, влијанието на Бугарија и на бугарската држава и на општество и на култура и историја ќе било прифатено во овој дел на политиката, поготово со тие трауми кои ги имавме до имплементирање на Преспанскиот договор. Сега што се случи, Бугарија испадна губитник, Грција направи стратешки договор со нас, Грција ја омекна тој наратив кој беше агресивен кон Македонија и на некој начин тој простор на влијание на Грција е подоминантен од Бугарија. Србија, која исто така феноменално искористи во случајот. Да. Србија се постави како апсолутно добар сосед, пријателски расположен, помош и добија на тоа многу објективно. Така, затоа што водат паметна надворешна, да не речам, политика со своевидна доктрина и стратегија. А вамо имаме полни усти за братство, за формално браќа, за се. И тоа во пракса немате ништо. Но веројатно го промашија методот, односно технологијата, како се прави влијание во соседна држава. Напротив, амозитетот е огромен кон бугарската држава, бидејќи ние ги направивме сите компромиси кои нормална држава може има направено. Да, ги имаме тоа во трауматско искуство на секој граѓанин дека доволно знаме име, рамковен договор, промена во устав, Преспански договор, е се неумешноста на СДСМ кога преговараше со Преспанскиот договор, да договори и поголема видливост во Брисел, односно пристапот на Македонија кон Европската унија, тоа е неспособноста на владата на СДСМ, но бугарите комплетно сгрешија и они сега ќе се валкаат со тоа. И они никогаш нема да бидат партнер, дури да го лесни Европа. Дури да најдат начин во Брисел, така е. Бугарија ќе бара проблем. Ќе има црна дамка, кога бара проблемот, ние никогаш нема да гледаме кон нив со позитивни. Ќе треба генерации да поминат со позитивни. Интересно е тоа што се согласувам, што и да се случи, ова е многу точна конотација според мене. Можеби ќе треба многу време да се поправат работите, тие ќе наоѓаат причини да не блокираат лево и десно, дури во најоптимални услови, велам. Меѓутоа, се согласувам со претседателката на државата која што вели ова последната резолуција на бугарскиот парламент е навредлива. И буквално го обесмислува диалогот. Вие не можете да разговарате ако некој влегува во диалогот со вас со навреда и со уцена. Зашто да разговараме? И покрај целата желба да се разбереме од македонска страна, без разлика која партија била на власт, сите грешки, сите велат да разговараме. Ајде да разговараме за тоа што не спојува. Понудите беа различни, да разговараме за тоа што не спојува. За економија, за култура, за спорт, за што и да разговараме таму каде што може да се најдеме. Овде кај што не можеме да се најдеме, еве и комисија направивме, нека разговараат научно. Ама неќа тие научно да разговараат, тие бараат. Излегува претседател на комисијата од бугарска страна и дава изјави од кој што на секој нормален човек ќе му се смачи. Претседателот на комисијата вика нема македонци.
Што да разговараме понатаму? Мене не ме чуди, видите, Европа е далеко од тие европски вредности. Во овој момент за жал е така. Тоа е може да се Иако еве и човековите, резолуцијата во Европскиот парламент, господинот од Германија, супер, све, меѓутоа тоа е ја нема таа суштинска тежина според мене, ако сме реални. Поопасно е, тоа е доктрина на било која држава, односно на кој било влада во Бугарија. Доктрината на нивната надворешна политика кон Македонија е јасна. За да се промени тоа треба други политички кампуси. Еве, Кирил Петков пробуваше да има некоја понежна комуникација, но Во улогата на Морков и Стап тој беше малку повеќе за Морков, иако и тоа излезе дека не е баш искрено. Да, но го не дозволи Румен Радев и одредени политички структури кои таму фигурират, кои се мокни, не дозволи да на некој начин он се обидуваше, можеби добронамерно, но немаше политичка тежина за да го спроведе тоа реално на терен. Повторно велам, таа доктрина на Бугарија е преточена сега неколку пати нели во собрание, декларација, резолуција. Тоа да го одврзе треба Вашингтон и Брисел сериозно да се зафатат со ова прашање, како впрочем што се зафатени со прашањето за Украина да биде дел и Молдавија од Европската унија, таму е насочена таа цела сила. Така да ако има желба тука да постои европска надворешна и геополитичка политика, треба да го имаат истиот принципилен пристап како што го имаат на други места во Европа. Да. Мислам дека овој процес ќе си продолжи во својот тек, сакале ние или не, наше се разбира да анализираме. Мене лично ми се допаѓа ставот на премиерот Мицкоски, кој што бара од другата страна соработник, соговорник, бара елементарни услови. Знаеш, вели, не знам, во онаа комисија што постои во Бугарија, во кој што нема македонци, еве ставите ги македонците во таа комисија. Ако веќе сте ги ставили, не знам, турците, помаците, зошто нема место за македонци? Значи, навистина, со сите сили се обидуваме да им дадеме рака. Стотици процеси судски во Страсбург за човекови права, една да прифатате, знак на добра волја. На добра волја. А сосема сте во право, ништо не губат, ниту како општество, ниту влада ќе падне. Бугарија не губи ништо. Ниту влада ќе падне, ниту ќе се размрда. Бугарија може да добие, а не да изгуби. Само да добие. Меѓутоа, тој е еден тврдокорен наратив кон Македонија, просто е несватлив. Тоа е загрижувачки, затоа што без разлика која влада доаѓа, они го имаат во тој пристап. И повторно велам, за да тоа се разреши, тој јазол да се размонтира, треба сериозен ангажман на Соединетите американски држави и на Брисел, кои нема да дозволат таква ретроградна доктрина да генерира и имплементира па на некој и да го диктира тој динамичен циклус на Европа која сака да биде на ова подрачје. И вие ако сте заложник на една држава, вие имате проблем дома, бидејќи Бугарија е членка на Европската унија. Вие се неспособни вашите земји членки да не ја следат вашата официјална политика, туку дозволувате една ваша членка да блокира цел регион. Затоа што аргумент има па Вучич, затоа што решавам јас со Косово, ако Бугарија, Македонија се реши, но пак ги ја блокираат, зошто јас да го решам прашањето со Косово? Утре можеби Албанија со Грција ќе заглават, така да вие давате светло и слика на цел тој регион, и тоа е членка на Европската унија. Ако они не се заангажираат за тоа дома што им се случува, ние понатака во следниве чекори нема што да бараме тука, ние бараме само правда и принцип, ништо друго. Председателот Пендаровски, порнешниот председател Пендаровски, исто така се појави пред неколку дена. Гледав делот интервјуто на Сител телевизија, чинам беше, и рече дека наивно и аматерски било од страна на владата да очекува помош од Америка, од ваква Америка, вели на ваков Доналд Трамп, да се вклучи во целата приказна. Одговорот на колешката беше многу добар, аматерски и наивно беше да се очекува без необезбедено двотретинско мнозинство да ветувате дека ќе го направите тоа што го бараат бугарите. И уште дополнително да бидете наивни дека Бугарија ќе се договорите со бугарите кога ги имате информациите од вашата разузнавачка служба дека тоа општество и таа политика не е спремна да ја помогне на оваа држава да биде партнер во. Така. Но председателот Пендаровски и партијата со која што тој беше врзан и се уште е врзан се разбира, го добија одговорот од јавноста. На изборите беа декласирани, апсолутно, и тука приказната завршува. Меѓутоа, чисто овој сегмент ме интересира.
Вели Америка нема намера да се замара. Еве се согласувам. Америка се занимава, Доналд Трамп се замара со војната во Украина, со царинската војна со Кина, со Мексико и Канада, со работи кои што се за нив од круцијално значење. Но САД имаат стратешки интереси на повеќе позиции во светот. Една од нив се разбира е Балканот. И Македонија, која што има договори и навистина одлични односи со САД, во најмала рака може да очекува поддршка. Не велам дека ќе биде онаа булдожер дипломатија што ја памтиме од времето, кај што ќе дојде некој американски представник и ќе ги фати бугарите за уши, нема да се случи тоа. Меѓутоа, не гледам ништо погрешно во тоа да очекуваме и да се надеваме на и принципиелна, па и едноставно од обострана корист поддршка на Соединетите американски држави во нашите процеси. Мене не ме чуди Пендаровски, он е првин човек кој нема апсолутно никаква политичка култура и срам. Прво, он ова граѓанство, така според него, делот од тоа што не е делот на политичката, кампусот од политичката партија СДСМ, го нарече стока во Кафес. Така беше. Понатака... И ќе се селеше да не беше председател. Да. И ако ги подсетуваме сите тие работи... Да, ама видете, тоа говори суштината на тоа каква улога имате во навршната политика. За него е поданичка. Он е класичен поданик кој на Бојко Борисов му каже кај си љубов. Да. Значи тоа треба да видите... Те поздрави Зоки. Да, ве поздрави Зоки. Се од него ние ќе слушаме се и се што, он кога беше председател можевме да видиме што правеше, не направи буквално ништо. Напротив, он важи за во кулуарите на надворешната политика и на амбасадорите, важи за човек кој се занимава со рекла казала и прераскажува работи кои не се за кажување. Но се ќе дадем еден пример да го демонтираме. Стево ме зачудува оне универзитетски професор. Точно. Дали писмото на Доналд Трамп до Александар Вучич, писмото за поддршка и честитката, не е насока на Соединетите американски држави на некој начин индиректно да гледаат низ процесите кои се одвиваат на Балканот. Според мене, значи Соединетите американски држави на еден или друг начин, можеби не Доналд Трамп, но дел од неговата администрација. Америка не е Доналд Трамп, да се разбере. Да, значи тоа е исклучително моќна администрација, дипломатија. Ама кој доаѓа од Стево, тоа ние мораме да го објасниме на да, добро, така. На така пристап. Синот на Доналд Трамп беше кај Вучич на гости. Значи Трамп не може да се занимава. Затоа викам, тоа е проблем на мајсетот. Но таму има департманти кои што се со стотици луѓе кои што се... Проблемот е на мајсетот на Стево, он е поданички, има поданичка улога и он мисли дека за нас треба се занимаваат секој ден 2 сати во денот, американската администрација нас да ни помага. Сигурно, не е така. Да. Затоа што и никаде не ВМРО ДПМН не во јавноста не кажала дека ние со американците се Доналд Трамп ќе ни го решава прашањето. Никогаш не е речено, тоа е точно. Да, тоа е првото. Вториот, ние се боревме и ќе се бориме да имаме што подобри конекции со администрацијата на Трамп, затоа што тој дел на таа десничарска еуфорија, еве видовме со последните избори во Полска, го зафаќа овој геополитички простор и сите се бориме што подобри конекции да имаме. Наше да се бориме. Чисто бидејќи го спомнате тоа, во Полска председател стана човек кој што важи за трампист, да ќе кажам. Да не забораваме Австрија, Холандија колку да има проблеми. Денеска падна владата во Холандија, да. Португалија, да, но аргументот е затоа што не може да се договорат за мигранти, да. Но сакам да ви кажам, тоа е светски тренд и тоа е Америка, таа рефлектира светски трендови. Значи таа рефлексија која американската надворешна политика треба да биде имплементирана во остатокот дел на светот каде што не имаат интерес, наше ни да имаме подобри конекции. Колку се, какви се, толку се ќе покаже времето. Не ја разбирам која е тезата на Стево Пендаровски дека ние треба да немаме добри комуникации со САД. Што е тоа што ние очекуваме од САД? Имаме стратешко партнерство кој на некој начин е во рамките на безусловна поддршка. Тоа е првиот момент. Филипче со пресконференцијата дека антиевропски бил договорот со Британија. Тоа се уште се обидуваат да го дешифрираат многу луѓе, морам да признам. Што е антиевропско во договорот со Британија? Веројатно ќе стигне некој депаше од британскиот амбасадор бидејќи он ги нарача дека се оние антиевропска држава. Сета империја
која гради стратешки односи со Брисел, Британија е многу работи. кој имаат формирано меѓутоа, во концептот на Европската унија 40 која година беше зачетоците на Европската унија ја прави и Британија. И он се вика тоа дека е значи они си имаат скарано. Добро, јас мислам дека ова е буквално да се каже нешто колку да се каже. Ама сега видите, затоа се предмет на анализа. Ако Стево и Филипче немаат основни познавања во надворешната политика, наши да им кажеме на граѓаните да земаат се со резерва, бидејќи они Британија и Америка не ги третираат за Сериозни сериозни партнери, да. држави, а тие се најмокните А држави. тие се најмогните во светот, сакал некој или не. Тоа сосема друго е нашите И место да емотивни честитаа за тоа што чувства, имаме да. ние такви односи и ги ставаме наследно на многу повисоко ниво, они доволно да молчат, не да го критикуваат, бидејќи спаѓаат смешни и кај обични граѓани. Ама уште пострашно што доаѓа од човек кој беше председател, кој ги направи сите утки во надворешната политика, онаму каде што он има ингеренции, каде што никој жив не го примаше, и сега доаѓа од устата на човек кој нема легитимитет, нема интегритет да разговара за такво нешто. Посебно што е смешно тезата. Америка, преку својата рефлексија на глобално ниво и со тоа што сака во Европа да биде партнер, дури и со своите санкции, сака да направи база на свое десничарско идеолошко движење, за да може да се утре судри со Кина и со Русија во делот на геополитиката. Ако не може тоа Стево да го види, ние не можеме да му помогнеме. Не може да му помогнеме и тука потполно ќе се согласиме, бидејќи влеговме во овој дел на геополитика, условно да кажеме. Вчера имаше преговори во Истанбул меѓу руска и украинска делегација. Денеска дојде информација која што украинската страна ја објави дека со 1100 килограми експлозив успеале да направат голема штета на Кримскиот мост. Мостот што го спојува Крим нели со руската територија, но ова не е прв пат да биде нападнат. Да не забравиме, пред 3 дена од прилика имаше една, морам да признам, спектакуларна операција на украинското разузнавање. Мислите на британското? Се шалам. Добро, да, на некое, кое што успеа нели со навистина спектакуларно со дронови кои што биле ставени во камиони, камионите на чудесен начин биле поставени со дрвени кутии, на бензински пумпи, на стратешки места покрај руските аеродроми, да ги нападнат руските бомбардери, стратешки бомбардери, да уништат неколку од да нив. ги суспендираат од употреба во Да, некои во најмала години. рака, да. Значи се работи за без разлика кој е за кого. Мене ми е малку и одвратно тоа што луѓето се земаат страна, јас сум за Русија, јас сум за Украина во Сите војна. сме против војна, да. Да, меѓутоа факт е дека во смисол на операција фантастично изведено, ја вие да го мрежа. направите Ќе влезе тоа. во историјата на Ќе влезе во изучување на историјата војните за науки. операција е како успеале, тие велат година и пол го подготвувале сето тоа. Има видео снимки, тоа е најголемата успех на денешното време, што вие буквално во актуелниот миг може да видите што се случило со видео понуда. Буквално гледате дрон како излегува од камион, удира во авиони, потоа има да снимка како удира во авионите. Да, тоа е делот од пропагандата е и делот во воените вештини. Пропагандата е можеби клучна компонента која ќе нанесете пораз, да имате доказ, бидејќи може таа страна да не го демантира. Апсолутно. Се што и поготово Драган во пресрет на преговори, затоа што тоа се случува буквално дента пред преговорите. А сега ден по преговорите повторно имате нова операција, не е уништен Кримскиот мост кој што успеав да видам, но има некои оштетувања. Русите за сега се прават невешти, велат не, имало некои оштетувања, така. Меѓутоа јасно експлозија, буквално се гледа експлозијата на видео, тој што сака може да ја провери. И тука според мене, тоа кажав и вчера во најавата практично за оваа емисија, Украина успеа во таа смисла да ја добие Русија. Затоа што руската тајна служба не успеала да ја заврши својата работа. Безбедносните сили кои што се грижат за овие стратешки важни бомбардери кои што носат и нуклеарно оружје, не ја завршиле својата работа. Војската не ја завршила својата работа. Владата не ја завршила. Председателот на државата е човек кој што доаѓа од тајните служби, на кој што тие операции му се нешто нормално. И на сето тоа ГРУ, така се нарекува украинската тајна служба, ГРУ се надвор ФСБ за внатре. Да. Успева да направи една операција која што навистина е спектакуларна. Да, изборите за за Украина. Да. Која што успева да направи нешто навистина не е уништена руската стратешка авиација, тоа не е точно едноставно. Меѓутоа штетата е направена, за угледот штетата е огромна.
Значи вие ги удрите. Вие ќе мора да ги повлечите тие стратешки бомбардиери на поголема длабочина. Па која длабочина на Сибир се уништени дел? Да, но На Сибир 4000 километри оддалечени но од суштината ако не уништите, вие да правите дополнителни безбедносни мерки, па да правите друг транспорт, па тоа кошта, па тоа ве скенира на друг начин, ве шпионира, така да и тоа што не е направено и оштетено, вие правите огромни сега логистички подготовки за да можете да ги транспортирате. Да. Значи тоа не троши и време и пари и луѓе и така натаму. Што е интересно, украинците се пофајле дека самите го направиле сето ова. Вие се насмеавте веднаш, рековте британците. Да, добро, тешко дека некоја држава може сама без онаа поддршка која што ја имаат. Поготово не Украина, затоа што Украина видете се. 3 години војната, 3 години и 4 месеци интензивна војна, интензитетот на оваа војна, чисто се извинувам што влегувам во зборот, е таков што може да го издржат многу малку земји на светот. Ова не е војна препукавање во прашума на некој тамо со гирилци. Ова е војна на најсилен интензитет на 1200 километри фронтовска линија. 1200 километри ти е од овде до Па до Чешка скоро. Да, така нешто пред Чешка. И сето тоа е една линија на фронт, па сега да видите колку е тоа. Тоа е во делот на анализата, луѓето го гледаат фронтот. Нели, ние сме тука да им објасниме на луѓето дека стратешката длабочина ја одлучува фронтската линија, односно борбените операции. Колку поголема стратешка длабочина вие имате, толку подобра логистика имате. Природно. Колку повеќе мобилизација имате на движење на силите и одморање на силите, толку вие имате успех во бојното поле. Затоа што не е само самата линија на фронтот. Самата линија станува збор и за друга војна тактика, но тоа во некоја друга прилика би искоментирал јас ова операција, така наречена Пајакова мрежа, дека е гениална и брилјантна и сигурно ќе се изучува како борбени операции кои вродиле со успех. Евидентно е тоа што руската држава, руските апарати на безбедност имаат замор, имаат финансиски проблеми, бидејќи сапортот на Русија е Северна Кореја, Иран, Кина до некаде, меѓутоа многу внимателно. Да, Кина мора да биде внимателно, бидејќи има економски интерес. Додека Украина има поддршка од целиот западен, од најбогатите луѓе. Ние кај вас имаме анализирано најголема придобивка во дел на светот за ова војна има Кина. Апсолутно. Кина ја направи Москва зависна и ја направи да има геополитичка тежина, бидејќи ако се сеќавате сите пораки беа бекинг да го осуди или да го сувезира она помош на Русија. Во таа смисла, очигледно дека руската војска слабе и ќе слабе, бидејќи они има тактика на мелење на месо, значи со големи концентрации на војници освојуваат подрачја кои немаат можеби геостратешка целина, но за нив е територија, но таа територија плаќаат со голема цена, апсолутно. Да. И сега ги имате овие пораки, ова се пораки практично дека ние можеме да стигнеме секаде во Русија. Да, и е во пресрет на преговорите за да ослабат руската преговарачка страна или да суспендираат, бидејќи да не заборавиме, одредени земји во Европската унија не сакаат американско посредништво и добри односи на Америка со Русија, или решавање на овој конфликт кој на некој начин најголемата цена ќе прави Украина, бидејќи премногу имаат инвестирано. Од друга страна, Украина има поддршка од најголемите мокните земји и делот од стратезите говорат дека како ќе поминува времето, војниот индустријски комплекс на Запад, кој е многу посифициран од рускиот, ќе биде ставен во функција на Украина и оној стратешки пораз на Русија ќе следи после неколку години. Затоа Виктор Орбан вчера или завчера даде една изјава која на некој начин и мене ме загрижи дека овој конфликт ќе трае многу подолго, но ќе биде посуров, знаејќи дека ако Русија биде ставена во тесно може да направи некоја голема белја. Ќе стане збор за опстанок, така да таа голема белја може да платиме цело општество. Сега, тука доаѓаме до овој клучен момент. Русите одговорија на овој напад, се разбира, со бомбардирање во Украина. Тоа е очекувано. Да, само за русите да знаете, секоја операција одмазничка не следи веднаш, туку следи систематски, следи подоцна, така да јас предвидувам дека одмазничкиот напад допрва ќе следи. Дмитрий Медведев, првнешниот председател на Русија, тоа го најави, вели дека од сега понатаму ќе истребуваме само, ќе уништуваме, ќе гледате само метал и крв.
Ќе видиме како тоа ќе изгледа. Некои го спомнуваат она фамозно оружје Орешник, дека ќе биде употребено наскоро, тие се оние ракети кои што наводно никој жив не може да ги види, не па да ги... Тоа е хиперсонична платформа, да. која на крајот од целта се растура на повеќе повеќе делови. Има огромна енергетска моќ во нив и така натаму, но тоа треба да го видиме во пракса, ако се случи. Ние го видовме на Орешник. Да, меѓутоа не беше исполнета со експлозив, ако не се лажам, беше со делумно беше да. со експлозив, делумно не, за да пратат порака дека ако биде имаме исполнета, нешто, има да. Нуклеарното оружје повторно се спомна, но мислам дека таа приказна нема да пие се врзува вода. бидејќи нуклеарни носачи носачи се стратешките Туполев авиони и во нивната доктрина ако ја нападнете... Ако се нападнете би требало да одговорат, но мислам дека Путин е премногу рационален за такво нешто. Па он тогаш ќе изгуби и таа симпатија што има кај Доналд Трамп. Така, нуклеарното оружје е веќе сосема нешто друго, меѓутоа Орешник, Морешник, Корешник, не знам што, тоа можеме да го видиме на полето, меѓутоа што еве да го заклучиме овој дел од разговорот, сосема веќе на крај на емисијата. Вчера ги видовме, ги објавија руските услови за мир. Тие не се променети ни за јота, што се вели, од оно што претходно кажуваа Русија. Значи, побараа меѓународно признавање на сите региони, повлекување на украинската војска од сите региони кои што Русија ги смета за своји, враќање на правата на Руската православна црква, враќање на рускиот јазик и така натаму, повлекување на украинците од било каква помисла да бидат дел од НАТО. Неутрален статус, помала војска така и председателски избори. И избори во наредните 100 дена. Овие барања се тие што беа и лани, што беа и пред 3 години практично. Русија очигледно со своите барања не е спремна да прави компромис за мир, затоа што според нивното гледиште и според она што можеме од независни медиуми да прочитаме, дека они на Источниот фронт напредуваат и во филозофијата на рускиот државен врв е дека они на некој начин имаат војна придобивка од сето ова и да не заборавиме, они најавуваат летна војна офанзива со околу 500.000 војници. Од таму ја гледам тој меморандум во кој нема основа за компромис и тоа значи целосна капитулација на Украина, но тоа не станува збор за капитулација на Украина, тогаш комплетно редефинирање на Европа во зони на интереси каде што Америка ќе има своја математика, Европа своја и Русија своја, затоа Европа, европските држави, могните европски држави, Германија, Франција и Британија не сакаат ваков компромис затоа што тогаш сосема други геополитички. Но линијата ја подигнуваат сите. Стефановски мора да признаете дека линијата на притисок, на тензија прошируваат сите. Мерц, господинот Мерц, кој само што дојде за канцелар, за премиер на Германија, веднаш објави да ние ќе им дадеме Таурус на украинците. Таурус е едно прилично софистицирано оружје, ракета од среден дострел која што може да дојде до многу длабоко во Русија. Одговорот повторно од Медведев беше и од госпогата Симонијан, тој е онаа главна уредничка на Спутник и на сите Russia Today овие медиуми, дека во Русија се зборува дека одговорот на Русија би било гајдење директно на Берлин. Повторно ќе речеме, се ова вербално, се согласуваме. Меѓутоа влеговме во фаза во која што е нормално веќе највисоките играчи на светската политичка сцена меѓу себе да зборуваат со директни закани за војна. Порано се внимаваше на секој збор. Сега вие велите, знаете што ќе им дадеме ракети нека гаѓаат на Москва. Абе ние ќе им удриме ракети во Берлин. Зашто разговараме ние? 2025 година. Да, тоа е веќе ние задираме во предвечерие на Трета светска војна. Затоа што и да е така, Франција сакаше да даде на Украина или најави Рафали кои може да носат нуклеарна боева глава. Па се обиде дека со најави дека ќе направи таа нуклеарен чадор врз Европа, што не е американскиот и не може да биде, да се разбереме. Американците има сосема различно гледиште на војната и тоа е посебен дел на анализа. Не Доналд Трамп не ги дели истите идеи кои ги делат Макрон и сега Мерц. Германија го реставира комплетно военно-индустријскиот комплекс, најавува во Бундесверот 800 милиарди евра, што значи дека дури и да е така, историјата говори дека пред мировен договор има кулминација на војни. Обично е така, да. И овие најави е преговарачката позиција на Европа и на Украина да биде многу посилна, но и да пременираат идни руски апетити. Дури да се случи некаков мир со Украина, Германија и Франција и Британија ќе имаат сосема
различна војна доктрина кон Руската Федерација. За да не може да се случи Полска да биде нападната, теоретски зборувам, или не знам, Балтичките земји. Да. Се оди кон безбедносна архитектура да има комплетни гаранции, освен мировен договор да превенираат и во многу вооружување, бидејќи Европа стагнира во тоа. Хиперсоничното оружје Русија го има развиено пред неколку години, Америка е сега во фаза, Европа дури да го нема. Исто така и сме го разговарали со вас военно-индустријскиот комплекс кој беше комплетно запоставен. Штедливоста на светската криза економска исто така беше одразена во буџетите. Оттаму и Америка има желба да на некој начин тие 5% систематски да... Тука доаѓаме сосема до крајот на емисијата и ово прашање го оставам, мислам дека веќе го коментиравте вие некаде, но добро е. Се бараат тие фамозни 5% од БДП. Тоа е страшно многу ако сме реални за секоја држава. Моменталните 2% не ги исполнуваат сите членки на НАТО. Македонија да. Околу 5 до 6 држави се уште нема. 2. Овдека се зборува за фамосни 5%. Тоа за големите земји се невидено многу пари, меѓутоа за Македонија воопшто не е шега. Она што успеав да го забележам и премиерот вели во тие 5% би влегли и овие инфраструктурни проекти што секако се за нас полезни. Меѓутоа генерално Македонија може ли, и тоа ми е последно прашање за вас вечерва, може ли Македонија објективно да парира во овој процес? Да, членка сме на НАТО, да имаме одговорности, не само привилегии, одговорности и обврски кои што мора да се преземат. Се чини дека околу ова сме унисони сите. Зборам за сите мејнстрим партии, знам дека Левица е против генерално, но другите се за. Меѓутоа можеме тој завод да го издржиме? Сега не, но никој не може. Тоа е првото прашање. Второ, НАТО не бара од нас нити од другите земји или американската администрација тоа да го направиме утре. Да ве посетам, тие 2% беа најавени на самитот 2016 или 2018, не се лажам, и токму во екот на таа светска економска криза исто не беше прифатена со отворени раце, но низ текот на годините најголем дел од земјите членки го стигна оној потребен процент од БДП-то на буџетот, но се минуваат работите. Зошто е прашањето толкав раст? Не е 3%, 4 или 5%, да. Затоа што проценката на стратезите на НАТО и на американската администрација е рестивирањето на војниот индустријски комплекс, вложувањето во новите безбедносни системи, разузнавачки, извидувачки, понатака во хиперсонично оружје, ракетни системи кои имаат имплементација на вештачка интелигенција, насочување на оган и превенирање од руско-кинеските пред се пари. Цената за безбедност, она што ние се занимаваме со безбедност е дека безбедноста нема цена, прескапо е, но никој не го вика тоа дека треба да направиме утре. Веројатно ќе има некоја една деценија на прилагодување на тие буџети, да бидеме и ние стрекни ако тоа не се исплати во инфраструктурата и имаме буџет кој за 10 години од сега можеби ќе може да одвои без проблем 5%, така да не само ние сите имаат проблеми со тие 5%, но тоа е стратегија на долг рок на НАТО, која треба да го мобилизира военно-индустријскиот комплекс кој реално застанува во испораките на муниција и на оружје и така натаму, но тоа е предмет на анализа која бара повеќе време, така да отприлика тоа би го заклучил. Проблем е сега и за сите и за нас, но со текот на фазите на годините можеби ќе можеме да стигнеме и до тоа. На крајот од денот можеби ќе има мир во Европа, можеби тие проценти нема да важат, така да сега се потребни и барат поголеми инвестиции во одбраната и во безбедноста. Така. Милан Стефановски, политиколог, безбедносен аналитичар, ви благодарам за гостување. Ви благодарам и на вас. Поштовани гледачи, верувам дека и вие сте задоволни од ова што го слушнавте. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Утре во 15 часот се разбира и непризнато издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.